Благодарам, председателка. Ајде да не биде дека само колегата Сали Мурати од изборна единица 6 се грижи за сите граѓани во државава, посебно за турците. Еве ја малку да направам една контратежа и ме подсетивте, колега Сали Мурати, бидејќи сте подпишан на амандман кој што се однесува за општина Пласница, да ви раскажам едно искуство кое што го имав со оваа општина. Пред 2,5 години, мислам, на партиска задача како пратеничка, како партиски функционер, бев испратена на терен на посети со жителите од изборна единица 5 и еден ден ја посетив и Пласница. Најинтересно ми беше таму што се собраа луѓе, ама некако како да се крие, а на отворено бевме. И не само како да се крие, туку мислам дека и шепотеа. Едва можев да ги слушнам. Се плашеа сами од себе, се плашеа некој да не ги види, внимаваа како газат на тоа, како плоштадче беше, не знам дали беше со бекатон или со асфалт покриено. Се плашеа од некого, ни име не спомнуваа. Баба може е некој, не знам, некој баба. Што се направил за оваа општина, многу богат баба, ама сега вие за општинава барате 100.000 евра за набавка на возило за собирање отпад. Како еден баба од една општина да биде толку богат, а општинава да кубури? Кој е тој баба? Не знам, гледам овде кои се подпишани. Не знам, не разбрав, може вие подобро знаете од мене. Има таму некој баба кој што пребогат, се прави за нив, ама еве нема това. И знаете, тоа најмногу излегов да го прераскажам. Знаете таму како се одлучувало за кого да дадат поддршка кога имало локални избори? Тој некој баба, неколку дена пред да се случи изборниот циклус, ги собирал сите гласачи, сите на купче. Ама тој, периодот додека стасаат изборите, нешто им продавал, им давал, ама ги запишувал на ливче, тие немале да платат. И на ливчиња ги запишувал, еве, Сали Мурати зеде од тоа за толку пари, на ливче, датум, толку ми должи. Че ги соберел луѓево, еден казан или буре метално пред нив, че запалел оган во бурето и ливчето еден по еден се читало Сали Мурати, што треба да ми даде толку арач, го фрла во бурето, не ми должи Сали Мурати. Ете така се одлучуваат таму луѓето да гласаат. Оваа општина нема средства, еве вие велите, нема за возило за собирање отпад, ама има еден лик кој што има многу, ама само за некој. Очигледно само за некој. И убаво ви кажа заменик министерот, со првиот повик од владата, оваа општина имала подготвено 2 проекти, поднела барање, му се одобрени тие 2 проекти. Со вториот повик уште 2 проекти, така кажа заменик министерот. Може би со следен проект ќе се најде некој баба да каже што е потребно на општината, еве нека биде и ова. Моментално толку. Распределени средства според глава на жител, но немојте оваа ваква тема сега да ја користиме дека некој во државава бил дискриминиран или не знам што. Дискриминирани може би има, ама некогаш се дискриминирани токму од луѓето во нивниот круг. Не може да има негде баби, а некој да кубури за основни животни потреби. Апсолутно се согласувам со вас. Сакав само да ја прераскажам оваа животна приказна лекција кој како сака нека свати. Благодарам.